Сторите. Не се бира текстови во театар, кој бира текстови? Не, го говорам... Ако има така, ќе им дадеме сами. Говорам ути, тоа се тројцата бардови. Радован, Гане и... Убаво дете, тоа Деница. Па и осото очите, шуба и очи. Па Деница. А енис, енис, до крај песната, уште малку фали. Песната трчат и по неа. Ќе стигнеш кај да е. Жените за проблемот. Жените сега. Ќе стигне. Не, ето. Тоа е точно, меѓутоа има друг момент. Значи, Не по прилепска. Не по прилепска. Тоа е чувството на Деница. Кога ја пишуваше, Бог да ми го прости, ние бевме големи пријатели со Петре. Јас што сакам сега да споделам со вас. И Гане, и Радован, и Петре сум поминал од моите 77 години, 50 години со неизмерно убаво чувство, најмили мои. Ги оживеавте. Така е, вистина. Знаете, најмили мои колеги, кога човек од битието човек умира, кога ќе го заборавиме, кога никој нема да го спомени. Не се работи само за споменикот. Споменикот е од самиот почеток на словото, од каменот. Зошто каменот е толку тврд, јак, силен, но тој станува песок. Ако полека поминува водата кај него. Тврдиот камен, водата, ќе го направи песок. Зошто? Зошто потребен е како зрно песок кој ти рече. Има две зрна. Не знам дали го прочитавте Селив Радован. Кај него нема стих кој не е убав, кој нема душа, кој не пулсира. Една од неговите збирки се вика Зрна. Така сакам да го спомнам него. Тврдиот камен, кој за жал не е тука сега. Неговото тело не е. Но Раде е тука, да знаете. Како што си беше само Бендисон, он ќе излезеше со вас да рецитира. И он знаеше убаво да рецитира. Од сите поети. Од таа генерација. Гане не, Петре не, Анте не. Од цела таа генерација. Радован сакаше да кажува, да се надпреварува. Прекрасно. Ви благодарам, мои колеги, што ги оживеавте и докаде на најубавото место на светот. Сцената, која се вика живот. Овде е животот. Тука е светот. Сиот свет е овде. Ама марачева сцена. Сакај се, како јас сега. А каде ќе биде дали ќе биде напрегнато Јас вас. Следниот пат ќе го замелам вашиот професор и јас да бидам со вас. Ако, супер. Ете така. Ајде, деца, одмарајте сега, завршивте ова, оценки ќе добиете, не е проблем. Ајде, тука сте. Сами ги напишавте оценките на мајката сцена. Ете така, ајде. Еве го страх. Еве го страх е. Ајде, страше. Љубо!
Ајде, Страше војводо, кај си, Страше? За која телевизија работите ви? За телевизија скрби утек. Јас и камера. Ајде, Страше, извади мечот на Кастриота. Кај си бе војводо? Види кој сум ти донел, кого сум ти го донел, јунаци? Ајде, јунаци, браќа. Браќа да тргнеме кон сонцето. Александре Мечот. Армакедонци наши, армакедонски слави. Абе, деца, армакедонци први. Ке држиш говоре? Говор ке држиш? Не знам тихо, ќе видиме. А кај има бина, нема ништо. Нема ништо. Нити римски. И сега, користи Божи. И сега, што сакам да споделам со тебе? Матрикс. Која е темата? Знаеш? Во првиот. Вториот и третиот се стрип, принц Валија. Стрип. Отиде, пат. Првиот е приказва. Првиот, кај што игра Кијану Ривз. И сега разговара, така? И му вели, ти си виртуелен или жив си. Преку зидов има кој не контролира. Значи, ние сме веќе дигитални, што дојде сега. Сега сме дигитални, така? И под зидовите, ако се сеќаваш во филмот, ако си го гледал Оди, е сега, ако јас и ти седиме вака. Добар. Драго ми и тебе што Господ денеска многу луѓе со. И јас и ти сега разговараме. Не знам дали сме ние реални со тебе. Дојди вамо. Ова е Матрикс. Допир. Сега те допрев, дај ми ги рацете. Ова е македонецот. Допир. Не тач. Ова не може од римјаните да го Тач, разбере. мој, знаеш што е? Не, пак, ова е тач. Ни тоа не. Каде, само ти кажам, тач. Допир. Тоа е Матрикс. И затоа, ако се секаваш кога ја зема, ја гушка, ја бакнува. Допир. И со куршумите, ако секаш, нели како бега од мене. Исклучително добра приказна, која не ја учат на младите генерации. Се помалку и помалку учат. Целта на новите Што по неписмен народ, вика, силна држава. силна држава. Не. Не, таа е Извито пелена. глуп народ, силна држава. Така. Така. Што повеќе имаш вака необразувани или образувани лошо образувани, разбираш? Доктор, половина доктор. Психијатар, половина. Овој мајстор пола, знае пола, не знае. Недоучени. Уште системот Најпроблемот, најлошите. Можеш да ги бришиш, повторно да ги пишиш, ме разбираш? И Сосем тера. Со еден збор, драги мои, брате мој. Допир. Кога се вика допир? Сега знам дека разговарам со тебе. Ова е Матриксот. Ова е матката, од кај што сите сме излезли. Затоа, така нареченото вештачко плодување. Тоа е вториот дел на Матрикс. Приказната нови римјани, американците за мене, што прават? Старите имале два столба на нивната империја. Едниот се вика Дивиде et Impera. Скалај го перо со семејството со ќерка му и ќе му се качиш на глава. Тоа не го прави, ќе владеш. Ова го направија и сега новите римјани, така наречениот Запад, представен преку United States of America, американците, за мене новите римјани, што прават со цел свет? Исто. Дивиде et Impera ќе ги скарат, да речеме, во Афганистан, во Сирија, шиитите и сунитите, племе со племе, и на другата страна, сега, знаеш како, не знам дали знаеш, превладева Пакс Американа се вика. Тоа е НАТО.
Пакс Американа, значи Пакс Романа, римски, значи двата столба, нови римјани го зедоа за да владеат со светот. До сега правеа некој владење. Арно, ама на другата страна се другите. Од Матриксот. Јас вчера разговарав со жена ми и велам вака, со мен, ќе видиш, викам ја, не сум видовик, јас сум само аналитичар. Веќе се сменети позициите. Од подал. Со БРИКС, значи Бразил, Не само со тоа. Индија, Русија и Кина, Што ти рече Александар, светот е сосема различен. брат ти Александар, што ти рече? Ова се вика? Сега, Не на е едната ништо страна, исто. не воопшто не е исто. На едната страна се новите римјани кои ова мрежите, што тоа е дигитално. Има допир таму? Нема допир. Чипле. Другата работа, ако гледаш сега, со златово, африканците им прават сега. Сега французите од кај ќе земаат злато и диаманти. Така. Така? Така. Ќе вера, влезите да видите како што ќе ве најди сега. Нели? Ови би влегле. А зошто знаеш? Зашо? Не, ги допре. Тие немаат, Ги пази, допре. во Франција немаат 1 грам А злато. највеќе Да, злато најга. имат. Нема нивно злато. Открадено. Еве, Алшар, вамо имаме ние Бучин, Брате кој беше, Перо, имаме. што ти реков цело време? Да. Стара Римска империја, два столба. Дивиде импера Пакс Романа, нова Римска империја, Америка и Запад, во кој спаѓаат Германија, Франција и така натаму, нели? Да. Англија не. Англија до последното водеше војна со Римската империја. Англија, како Ама како народ. населувањето, еве, на Како- Америка, кој има најмногу направено? Англичаните. Да, ама во која смисла? Во која смисла? Не како Мој турски, римјани. да кажам, турски израз е ѓурдукот. Ѓурдукот од овде што требаше да биде протеран заради смртна казна, му вика вака, или ќе те убиеме, или напрот, оди од таа страна, на барат. Ако ми дозволиш. Или што? таму или во Ако ми Австралија. Знаеш Да, зошто или го во нап- Австралија. Знаеш зошто го направија? Кој ќе дојде? Јас знаев дека ќе дојде. Тоа е, земав ја. А, материјал. зема тефте. Земав ја, те знам те. Кој ќе дојде мигот? Кога ќе дојде, словото не се кажува така на празно, мора да дојде од срце. Така е, А, пилето. во дух да дојде. Така е си. Инаку на празно ништо, канти тропа. Така е. Александар Ѓуровски, македонски воин, армакедонец. Не, дезодоранс некој, ама На лимонче. знаеш и само стави си со чепкалка една во запчето, таму кај што те боли и ќе ти прекине. Да. Или ако имаш прополис. Прополис, Стави околу непцето. Ќе се спасиш. Така јас се спасувам. Изпрати едно писмо до Министерката за култура и Министерството, да речеме, овде ќе оформиме еден мини културен центар, кој што ќе работи за добровит на историјата од древнина до На денеска. Европејскиот сојуз. Како што скрбиутека на времето организираше трибини македонците од древнина до денеска, така ние се собравме и овдека сме од сите генерации, од древните На до тајна срешта. современите. На тајно срештение. Македонскиот кружок во Скопје. Вапцаров се враќа. Сите што мислат дека се живи мртовци. И третото, Кој е второто? Петре Ма Андреевски. И третото, да бидеш човек, да мислиш на човек, како што знаеше да рече другар ми, Живко Чинко. Да мирисеш на човек. Од представата што се викаше Макавејски празници, каде што јас го играв Илка Чапаев, човекот од Голи оток.
Таа преслава не доживеа долго време да се прикаже. Тоа веќе го вие. Врво? После неа го вие. Да знам дали знаете. И сите беа вџашени, овој текст не го знаат. Знаат ледво место, демоното девермало, диво месо. Знаат се, ама ова не го знаат. И сега кога почна писмото, мислам дека имаше вака една таква тишина. Писмото е се шокантно создаде. за некои луѓе. Писмото беше шокантно. Оти во првиот дел имаше... Кецот, пример, со кој го купување, пишувал бе ова, па особено Горан, беше дека сега кај си морал го напишал со срцето, тоа не се брише веќе. Писмото Уба и деца. се беше. Дете ни се роди, дете ни се роди во четата. Уба и деца златни. Уба и златни. Ке одиме. Со спреме издаква на мекна. Сакам да споделам тоа. Прво, бакнете се кога сцената на која ќе да станете. Нешто па колку знаеш од сининства. Бакнете. Премин, браво. Цел живот ја бакнал. Кога дојдов од академија, во МНТ, ми беше незгодно заради младите колешки, ќе се зацкриев за тоа и ќе си ја бакнев. Ама, една дама од постарата генерација, голема актерка, ме виде и дојде. Вика, јас ја бакнувам. Ама никој да не види. Сега вика, двајца ќе ја бакнувам. Таа дама се викаше Мери Бошкова. Мами, Да. И да висте да ја викаше бакнувам. мами на секунда. Тоа сакам да го споделам прво со вас, бидејќи живееме од зверско и звиско време. Ова го рече мојот другар Фјодор Михајлович Достоевски во записите Мртвиот дом. Многу години. Тогаш не го разбрав, бидејќи не ме допре. Ме допревте. Затоа имам порив да ви кажам. И уште второ, аплаузу, кога ќе го слушнете како актери на сцена. Прво научите дали е лажен или излегува Актерите. од душата. Зошто? Ако нема душа, најмиле мои, актер нема, има банкар. Запамтете го тоа. Дали смеам нешто да го прочитам? Да. Благодарам. За сите нас. За сите нас. На почетокот беше Словото. И Словото беше во Бог. И Бог беше Словото. Да се има или да се биде. Да бидеш или да имаш. Да сониш сон без сон. Да умреш. Сега. Хамлет, принцу мој,
Ису мој, камете, не познавате кој сум јас? Да, да. Да. Вие сте рибари на човечки. Најме. Што да се прави дозволено. Во немо и нему што време. Кога сите на дуња го заборавија, чудното животно, човек на човека е звер. Кога грозоморно се убива човекот, вистината, татковината, сите расмати на крстот, диви.